Почитувани, утре на 18 јули 2011 година Михајло Маневски и ДПМНЕ ќе му го зададат и последниот удар на македонското судство од овој владин состав. Утре на Судскиот совет му е наредено да свика седница, на која за последен пат ќе присуствува и учествува Михајло Маневски со право на глас. На таа седница ќе се избираат дури 13 судии, од кои тројца во највисоката судска инстанца во Врховниот суд на Република Македонија. Утре Михајло Маневски, последниот ДПМНЕовски министер за правда, во 10 часот наутро ќе седи во Судскиот совет, ќе издава наредби кои лица може да станат судии и ќе гласа за нив. И исто така утре во 11 часот Михајло Маневски ќе биде во Собранието на Република Македонија како изготвувач и бранител на законското решение кое ДПМНЕ ќе го усвои, министерот за правда да нема право на глас во истиот тој судски совет. Вакво лицемерие граѓаните на Република Македонија не паметат. Маневски и ДПМНЕ и должат на македонската јавност одговори на следниве прашања. Зошто седницата на Судскиот совет за избор на толков број судии се свикува среде лето, во период на колективен летен одмор во судството, кога судовите не работат? Зошто се врши таен и итен избор на толков број судии пред да си замине Михајло Маневски и пред да му ја отстапи фотелјата и раководењето со Министерството за правда на својот коалиционен партнер, како што е најавено од страна на мандатарот? Дали е точно дека ДПМНЕ преку Михајло Маневски брза да реализира уште неколку кадровски решенија во судството како награда на одредени поединци за сработеното во предизборието? Дали е точно дека Маневски утре мора да издействува унапредување на Туфекџиќ и негов избор во апелационен судија заради добро сработеното во аферата Пајажина? Ви благодарам.